Дали и кога ќе се реши проблемот со загадувањето во Битола? Едно од прашањата кои му беа поставени на премиерот Зоран Заев при синоќишното гостување во телевизија 24. Председателот на владата зборуваше за економски прашања, за внатрешна и надворешна политика, а одговараше и на прашања на представници од граѓанскиот сектор, аналитичари, новинари, представници од синдикални организации, за предстојните локални избори, за ветувањата од претходната кампања, за пензиите, законот за јазици, правосудството. Активистот Мари Глендемири од Битола го постави и најгорливото прашање на битолчани: дали има временска рамка, тим и стратегија како да се реши проблемот со Битола, потенцирајќи дека загадувањето во Битола е многу големо и има урагански последици. Првите чекори во рек Битола веќе се преземаа. Се одржа состанок со дел од граѓански организации од Битола, директно во присуство на Елем, министерот за екологија и заменик министерот за екологија, и првиот чекор во делот на решавањето на проблемите се од пепелувањето директно ќе оди во усија или како се викаше цементарите, заради тоа што го користат како материјал, и полека ќе почне барем тој дел да се решава. Веднаш вториот чекор е поставувањето на магнетните филтри кои ќе се постават на оџаците. Тоа не е решавањето на загадувањето од рек, тоа е еден значаен сегмент на решавањето кој што државата може да го понесе и не е така скапиот сегмент на решавањето. И третиот сегмент на вкупното решавање влеговме веќе во стратегијата со донацијата од Јапонија, која што е некаде околу 50 милиони евра за трајно решавање на филтрите. Комплетно сме насочени околу еколошко решавање на проблемот во рек Битола. Сите знаат дека тоа не може да го решиме ниту за една година. Но почнуваме да го решаваме до трајно решавање, до еден нормален, најбрз можен рок согласно капацитетите на Македонија. Неодамна премиерот имаше средба со представници на Сдруженијето на граѓани За нас се работи, а минатата недела представници на неколку граѓански организации во рек Битола имаа средба со генералниот директор на Елем и повторно добија ветување дека ќе бидат преземени чекори за решавање на овој проблем. Со оглед на динамиката на преземањето мерки, битолчани и оваа зима ќе дишат загаден воздух.